Почитувани, добар ден. На почетокот сме од емисијата Очи во очи. Ви посакувам добре дојде и се надевам на добра дискусија која може и да биде продолжение на дискусиите кои ги имавме во емисијата во тек. Оние пак кои не следеа, имаат желба, независно од тоа, можат исто тоа го направат во оваа емисија, а до толку повеќе што јас ќе имам привилегијата да ви го откријам тоа изненадување пред да биде објавено слободна тема. Наскоро ќе веќе ја имате и на вашите екрани, успеав јас да бидам прв пред режијата да ја соопштам темата, а тоа е всушност се за што сакате вие да дискутирате. Телефонските броеви пак ги гледате и јас ќе ги спомнам 6091 924 6091 925 и можеме од овој момент да почнеме со емисијата Очи во очи, вклучувајќи го и поздравувајќи го првиот гледач. Добар ден, повелете. Слушаме? Да, се слушаме. Поздрав, повелете. Така. Да. Слушав денеска во вестиве така дека капна гаража ќе градел Артан Груби. А тоа не добро, да, за клинички зборувате така, добро. Да, Артан Груби ќе градел сега и да замислете голем процент добивка ќе имала Македонија. Дури 1%. Тоа е многу голем бенефит. Значи, по истиот терк наставуваат да работат. Ба добро, за големите бизниси процентите се мали, тоа го знаете. Апсолутно. И сакам да кажам, како една власт ќе замине, другата по истите стапки цапа. Не можам да се сложам и стално зборувам и пак ќе го повторам. Одложено. Дали разбира Мицковски што е одложено? Одложено пропаст за Македонија. Да бе избој се кажи, пресудите да ги внесат прво. После ќе се договараме реципроцитет за отварање на устав. И толку. Не треба друго да зборува. Гаранции ќе имало, па одложено, па не знам вака, па утре друг ќе изрипа, па трет. Абе, маш исправим се држава, водише ли што правиш? Ја не знам дали размислува тој дека повторно треба да се кандидира, или не размислува. Одложено да одложено. Срамота ова што се зборува. Државава да не знаеме да ја заштитиме. Еве сега што Америка сме врзани, ќе не штити Америка. Европа, како Европа, се повампири Наполеон Бонапарта, тука е Хитлер, тука е Мусолини и сега чадор ќе прават атомски. Так, истече времето. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден и убав ден ако сум јас. Вие сте, добар ден, повелете. Прво да честитам утре 8 март на сите господи, господјци. Така. Да, нека ние и нека име, моето што име, среќен денот. Сега гледам нешто, неколку маркети и апотеки користеле 75% маржа. Сега некои од нив имаат казна, некои, као што прочитав, се затворени. Кои се што се уште не знам точно, меѓутоа го прочитав. Ако почне да затвараат во ред, меѓутоа казна 40.000 евра не е ништо. Они го прават тоа за неколку сата. Така да мора да има затварање. Значи, пазите 70%, ова не можам, не знам дали да плачам или да се смеам. Ова е нешто... Значи, стварно е ова срамота. Срамота, буквално. Ја тие скроз би ги затворила и парите на 70, онаа маржа што е одредена до 70%, све државата да им ги земе. Затоа што не може, мора така да биде. Овој народ е ограбен и веќе преограбен. Не знам кој збор више да го кажам. Да ви кажам, го гледав и не можев да верувам дали е точно или не. Значи, стварно срамота. Друго да кажам за Европа. Па ова Европа срамота е. Значи, што правиме? Ние се враќаме у кој век назад. Со Русија ќе оди. Па еве, што прави?
Зеленски не води војна со Русија, Америка води, знаевме дека Бајден. И овој господинов Зеленски малку попаметна друг, се залауфа малку, ајде лако ми, ова, она, меѓутоа гледате како е лакомоста ризик. Или добиваш или губиш. И што направи, само мене не ми е ништо криво, само за човечките животи. И не знам тие луѓе, па бегај, не оди во војна да видиме кој со кого ќе се тепа. Нека искочи Зеленски, еве сега Европа собира Макрон, господјата фон дер Лајен, нека одат они, нека се тепаат таму, не да собираат пари само и други да се тепаат за нив, нека отидат па нека видат. Благодарам, поздрав до вас. Ако имате дилема, како што спомнавте, дали да плачете или да се смеете, ако можете, смејте се, затоа што барем некому добро му оди. А од смеја нема штета. Напротив. Повелете, добар ден. Добар ден и со поздрав. Поздрав, се слушаме. Благодарам, поздрав. Мицковски не разбира, ова од Крушево разбира. Значи, кога ќе влеземе во Европска унија, можеме да утвараме устав за чит, а тоа знаеш кога ќе биде. Та поголема гаранција здравје, ама не разбира секој. Но знаеш како ние и со погрешно некојаш ги сваќаме луѓето, дури и јас ја утнав работа. Аха, кажете. Ја мислев овој Зоќе од Муртино дека е најголем преварант, лажов, трчајлажи. Човекот да ти биде човек од збор, ја ток сега ја сватив работава. Онако се сеќаваш на времето во Рачиново и вети 300 пилоти на Рачиновци. А ете ти зашто била авиокомпанијата. Ете ти Мицковски зашто не земал од него авион. Овие биле тренинг авиони. И сега ќе си го ангажира братот Радев од Бугарија, нели, он е пилот за инструктор и сега ќе почнат пилоти да фрчат од Рачиново. Значи Зоќе не заборава, ги исполнува ветувањата. Следните избори ако се врати, гласам за него. И не само тоа, треба долгорочно, далекусежно, стратешки да се мисли. Потези нанапред, не само еден потег. Фала Богу, ама е утна маца со краставиците. Аха. 20 денари беа тогаш кога ги продаваше во Горни Миланово, сега се 140. Милиардер ке беше да продаеше со краставици. Да, тоа е, гледате, 300-400 од 100, не е ова 70 само гледачката што. Ја промаши малку, ама па и диамантиве не се лоши кога ќе земеш. Држат цена, така не може многу да изгубиш со диамантиве и со зградиве. Така да, ако се врати Зоќе, за мене е прв кандидат за гласање. И верувам дека и Формула 1 стаза ќе направи, сега сум сигурен, а 100% и електрични автомобили ќе се возат од Гостевар, како што е сега автомобилската индустрија у криза, Зоќе ќе ја ангажира и автомобилите од Гостевар. Благодарам ве, поздравувам, но и клучно би било сето тоа, не знам, зборуваме пари, каде се парите, па не знам, надвор, други банки и слично, од каде и да се државните пари, она што недостасува. Еве, гледам и во судски процеси, нема пари, има осуден, има и така натаму, нема пари. Дали пари, дали диаманти, злато, што и да е, да остане во државата, да биде тука. Па што и да е, да се врти во рамки на овие фирми, односно во државата. Пак ќе биде во оптек. Односно да не останеме само со краставици. И нив се помалку ги има, па цената им расте. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Сега Исо вака. Кажете, да. Ова влада поскитно треба да донесе закон за потеклото на имото. Аха. И после за она најголем проблем у Македонија е урбаната мафија. Да си тие граденици што се, таа урбана мафија се вика, поскитно тие закон, да се донесе нов закон и да му се изчисла на потеклото имот и прогресивен данок да му се стави и процентот на персонален данок да му се накача и така буџетот се полне. И после друго да кажам, ова влада да преземе мерки поситно, ова е бегалецот што е Груевски и таа банда расипничка Мијалков Сашо што е, Калчев и онај што е Заев и сите тие, па и онај што е Зечко, како викат, Лучо Ѓорѓиев, сите тие да му се поднесат кривични пријави и да му се да му се
земат парите што имат во банките и така се полне буџетот. Значи, ова влада, ова треба да донесе нов закон и да му се земат парите и да му се поднесат чевите приеми и се знае кај моје место за Воиндризово и ништо повеќе. Од Груевски до Лупчо Џорџиев и до Заев. Јас сум еден од остивачите на ВМРО и воа Нико кажуваме на трешноста на Македонија. Значи, во Скопје е урбан хаос во Македонија, а најразвиен град во Македонија е Кавадарци. Се знае. Значи, еден од најразвиените метални индустрии ИГМ и овој. Благодараме те до слушање. Добар ден, повелете. Добар ден, дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Ало? Да, вие сте, добар ден. Јас сум Исо. Да, поздрав, повелете. А некако нагло беше, па ме изненади. Добро, нека се нагли добрите изненадувања вака, да. Абе, слушај, сите се по прослава на 8 март, па веројатно да, па по-ослободени линиите, помалку зафатени. Така сега, во однос на ова идеја, што спомна министрот за здравство за градска државна болница, капната гаража на клиничка. Паркинг, ова, она глупост. Види, треба да сватиме дека таа болница се викаше државна болница и градена пред 100 години. Значи во кралството Југославија. Така, да. За 100.000 жители на Скопје, таа си била соодветна локација и со капацитет. После тоа е доградувана и долго време си ја вршеше работа. Меѓутоа сега нема шанси таму. Таму може нешто само да се прикрпи. Инаку, главното решение е дека треба нов клинички центар за 1 милион жители на Скопје. И тоа мора да биде во околина. Ама тоа треба многу пари и многу време. Се протна идеја сега, значи 8 септември, заедно со клинички, да ги комбинираат тие две работи, пошто 8 септември е во добра кондиција, тоа е воената болница. Да, поранешна воена, така. Значи тие две би можеле некако да ги задоволат потребите за наредни 5-10 години, да ги задоволат и граѓаните со нивните потреби, заедно со Климент Охридски градската, значи тоа некако би го решило проблем. Али тие занесувања, дека ќе ја правиме таму, па погледајте таму, помини, таму не можеш да влезеш, бре. Тоа е работа за урбанисти, сваќаш? Проектна задача му се дава да направиш болница за 1 милион жители. Нема што тука друг да кажува, само урбанистите. Благодарам. Да, ви благодараме, поздравувам, особено за такви институции, установи во кои е битна проточноста, како што е клинички центар, значи мора да може брзо да се стигне, експресно, ефикасно и така натаму, да функционира непречено. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, поздрав, ве слушам. Поздрав исто од мене, до вас, господин Исо, и потполно го поддржувам и последниот кој коментираше и господинот Кавадарци кажа многу јасно и коректно каде треба да се вложи. Значи, во денешно време, кога стварно многу предпријатија пропадна од тие криминалци. Значи, во земјоделие, то треба да се вложи во градба на се што во интерес на држава, домови, кои се најпотребни, најбитни. Значи, сето тоа ние знаеме дека го очекуваме, ама треба некој да го направи. И сметам дека многу денес ми дојде чудно, кога кажа повеќе меѓу можда и кај вас го чув тоа, значи фирма се вара за колите кои се паркираат кај болницата. Јас мислам дека е странно, ако кај нас нема во нашата држава, значи луѓе кои да направат катна гаража, да видат тие возила сместени, да носите вие од Албанија. Јас не можам да сватам и треба мислски подхитно да си превземе мерки, да си превземат, значи нашиве да изградат тука катна гаража и парите да останат во нашата држава. Јас мислам тоа ќе биде најдоброто нешто што постои. Се што друго, значи не би се сложил ниту јас, ниту граѓаните. И да напомнам едно, жалосно е за оние работници кои веќе 83.000 најавени,
немаат земено 3 месеци плата. Владата исто треба да им изврши притисок и на оние кои владата ги субвенцираше, а уште плати немаат дадено. Значи има фирми и од надвор и овде. Морат проверка да се изврши. Ако сакаат, секогаш да бидат поддржани од страна на граѓаните. Во спротивно знае народот и да казни и да наградува. Поздрав, убав ден, се убаво, благодарам. Благодарам, поздрав до вас, добар ден за следниот гледач, повелете. Ало. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, вие сте, повелете. Јас би сакала, може, монотонно беше и досадна стана темела со пензионериве. Меѓутоа, сакам да кажам за ова време што ги додавате. Пред изборието кажа дека ќе даде по 5000, да имаше претходна методологија на исплатување како ќе да според животните трошоци. Меѓутоа, он рече, ако јас победам, тој ако победи, ќе ви дадам по 5000 денари. Тој кој е да ни даде нас по 5000 денари? Кој е? Зашто ако победите, победи. Наместо 5 да ни даде, 2,5 по 8 месеца, рачунете наша возраст, колку може да отпатуваме во еден правец, нели така? За 8 месеца, уште 2,5 па 2,5 па сега ќе се враќа во април по нека методологија. Јас мислам дека они стана само медиумска звезда, само се сликате у ракотинци, у соње и ништо за нас пензионерите веќе е завршена работа. Меѓутоа, за младиве и за вас помладите што сте, стварно лидер треба да биде на држава, а не да биде модел за сликање. Само се слика, се гради нешто, се слика, во здравство се меша, во судство се меша. Тоа е напор, јас не знам, тоа и сите општини се ако ги добие се радува, па тоа ќе стане, знаете, да не го потребам зборот, не сакам да го потребам од минатото, ако ги осличите, например, изгласа за сите општини, и локална, и централна, сите институции под него, кој збор да го завршам ова? Кој збор, што ќе биде он? Што ќе биде? Сега е, а што ќе биде? И што направи? Нити за Европска унија, нити за народот. Живееме на раб на екзистенција, да се срамиш дека живееш во Норд Македонија, срамота. Ништо не направи. Ке ви да избори се. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Вака, добар ден, и со бидејќи слободна тема повторно јас, вака, денеска имаше министеров пресконференција за некоја си министеров за здравство за реновирање во инфективна клиника и нешто таму за клинички за паркинг. Па ме интересира зошто ваши новинари и ниту едни други од телевизиите што се, али посебно е веќе вас, пошто неколку пати си имам јавено, вие барем знаете, зошто никој не го постави прашањето за ало докторе, стварно не ми е јасно. Да. Едноставно, кога планирате како телевизија тоа да го поставите до министерот? Еве денеска сите новинари има ме разбирате, има можност, имаше прес. Може ли вие да ургирате едноставно до ваши новинари, затоа што ние граѓаниве како папагали спомнуваме само тоа, а од таму немаме никаква информација. Ме разбирате, дури и мене ми е незгодно да се јавам, но верувајте, тоа е од корист таа услуга, затоа и вртам. Не знам како ќе ме сватите, но меѓутоа стварно треба да се ургира од страна на новинарите. Така. Или па поканете го во Отворено 24, во Студио 24, па во студио прашајте го, како ви одговара така, не ви се мешам, тоа е ваша политика на вашата телевизија, но меѓутоа треба да се праша за таа услуга, затоа што стварно беше од корист. Во короната беше дури и како кол центар за поддршка на тие што имаа корона, значи имаше бенефит од тоа, а све што имало бенефит треба да продолжи, а не да престане да функционира. Сепак пренесете. Да, благодарам ве, поздравувам. Се во ред од ваша страна, немојте да чувствувате некоја нелагодност. Јас и пренесов и минатиот пат кога ми кажавте и колегите, односно колегата ми кажа дека ќе праша, потоа имав и повратна информација дека има најави дека ќе се рестартира, но тие информации биле во некоја неофицијална, односно официјална, но не директно пренесена
пресконференција, односно соопштение за јавност. А ова зошто не било прашано, ќе проверам. Дополнително ми беше кажано дека ќе го постават тоа прашање, затоа и велам неофицијално ја имам информацијата дека било спомнато рестартирање во некое догледно време како идеја, како план дека треба да се врати во функција, но секако треба да го слушнеме тоа и конкретно и јавно, и јас ќе ги подсетам колегите, можна и да не бил колегата кому сум му го кажал ова со кого зборував, така да ќе пренесам повторно и секако вие во кој да е време, кога и да е, спомнете, јавете се повторно, а јас го имам на ум тоа и секако ќе пренесам, или ако имам прилика, како и да е, и лично ќе прашам, за да имаме официјална информација. Затоа и не би сакал и и ова немаше ниту да го спомнам, да не прашавте вие дека начелно има најави за рестартирање, затоа што не е официјално. Едноставно, ниту е коректно, ниту професионално да се, мислам, од страна на медиумот особено, или представник на медиум. Во случајов, јас како представник, значи лично моје, не став на медиумот, да се, не знам, дава лажна надеж или да се напротив внесува немир, дека во случајов нема да биде рестартирано, каква и да е информацијата, ако не е проверена. Тогаш зошто е медиумот? За шпекулативни кулуарски разговори и така натаму. Тоа, впрочем, и без медиум може да се добие медиумот за да биде релевантен. И затоа велам, треба да се има нешто конкретно, односно да се има и изјава и да се повика, или кога ќе се соопшти најавено. Ќе има рестартирање, изјави министерот или представник или кој да е, беше соопштено и така натаму. Така да, велам, и секакви заклучоци самостојни не се соодветни за да бидат споделувани од страна на медиумот, затоа што, освен ако не се, затоа јас го споделив ова со вас, како велам, неофицијална информација, односно, надеж или мое чувство и очекување дека ќе биде нешто, но не дека има нешто официјално, а секако ќе продолжиме да ги следиме работите и ќе пренесам повторно јас да имаат наум колегите да го постават и директно тоа прашање и ако можеме директно да добиеме одговор. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден, повелете. Во линија сум? Да, вие сте, повелете, добар ден. Да, ве слушам, повелете, да. Ало? Да, вие сте, повелете, ве слушам. Вака, во врска со овој заемот од Маđarска, односно кредитот, не знам, 500.000 милиони, 500 милиони требаше бидат у враќање долгови, 500 за општините и за бизнисот. Меѓутоа, бизнисот до моментов нема околу 10 милиони и нешто. Што е со париве, не знам. Меѓутоа, се шпекуливаше чиј бил кредитот, дали е од Маđarска, од Кина или е на екс-премиерот. Аха, добро. И сега вака, за овие 3 години грејс период, каматата е 100 милиони. Над 100 милиони, ако се рачуна да не се повлекуваат секоја година каматите. Или дневно за 3 години некој ќе инкасира 90.000 евра дневно. Една мала статистика, односно математика. Па нека му се сосреќа дневно 90.000 евра. Сега еден лек или превентива за граѓаните против маснотија. Има купет кој чини 390 денари со партиципација, односно партиципацијата толку е 390, и лек кој чини само 40 денари, а цената му е иначе 240. Државата партиципира 200 денари у тој лек. Ако идеме по таа прогресија, значи оној другиот, претходниот купет чини 2000 денари. Ако се изврши една математика дека приближно 100.000 граѓани користат оваа превентива, овој лек,
годишно доаѓа 7 милиони евра заштеда. Не знам што спијат ови од завод за лекарства, што се. Тој 7 милиони. Така, ви благодарам и поздравувам. Не знам точно еве сега во моментот со бројките со кои еве вие излеговте и своевремено и го дискутиравме, дури и пресметки правевме, но еве ги немам пред себе. Како и да е, камата постои јасно и да се надеваме дека постои и пресметка. Пресметка која би го оправдала кредитот. Идејата е во таа насока, а тоа е развој, значи токму развојни проекти, не е за нешто друго. Затоа, да речеме, не беше одобрен, односно прифатени оние проекти, проектот на град Скопје околу автобусите и така натаму, за да бидат всушност развојни проекти. Сега целата работа е до толку повеќе да се има предвид. Од една страна немате пари, од друга страна неопходни ви се за да направите пари, за да ја раздвижите економијата. Ако ја направите добро пресметката и ги земете предвид сите трошоци, камати, административни, што и да сеете трошоците на нашите банки, на кредитот и така натаму, па ја дојдете до таа пресметка, се едно дали сеете 90.000 евра дневно или колку би дошло тоа, 2,7 милиони месечно или 100 милиони како е годишно. Не е битно, не мора конкретно бројките да ги имаме сега. Значи го имате сето тоа предвид. Ако сте пресметале дека ќе можете да извадите, дека тие пари ќе ви донесат повеќе, тогаш е добро. За да ги покриете и тие трошоци и каматата и всушност да заработите. Така да речеме, затоа односно по тој принцип генерално и луѓето и земаат и не знам по зајмици или дури се земаат пари за да се коцка. Не знам, нема пари или потрошил или така натаму, дај ќе земе кредит за да коцка. А зошто? Затоа што идејата во моментот на земање на кредитот каматата му тече и тоа е нормално, особено од лихвари и така натаму. Или на тие сами места има веднаш таму каде што нудат. Ти требаат пари, еве. Барем од слушање, не знам лично. Сакам да кажам, каматите се огромни таму, на дневна основа. Но зошто земаат луѓето? Па затоа што ја прави пресметката дека дај да земе пари, а ќе заработи многу повеќе од тоа што земал и од тоа што му треба да ја врати и каматата и уште ќе му остане. Сега тоа што не излегуваат така работите, па потоа завршуваат како што не посакувале да завршат, односно се случуваат работите во друга насока, тоа е друга работа. Затоа е битна пресметката да се направи, да не се дојде во тоа да се стане роб и заложник на идејата да се направи нешто. А целата приказна е, ете вела, мили во домаќинство, дај ми 1000 денари, ти враќам утре веднаш, па затоа што од нив ќе направам 2. За еден ден имам план добар. А и тебе ќе ти дадам и 500 денари камата и 500 ќе заработам јас. Да, но ако не испадне тоа, потоа веќе должите 1500 за еден ден, а ништо не сте направиле. Другиот ден тоа уште повеќе и така натаму, затоа што добивате казнена камата. Затоа е тоа многу ризично и чувствително, но сега колку е пресметката добро направена и колку ова ќе биде инвестициско, навистина да се врати и кредитот, но да се врати и каматата, а при тоа и да остане нешто, да заработиме. Или да се направи нешто што ќе носи пари. Затоа е за бизнисот, стимулирање на нешто. Имаме добар потенцијал, но треба да се развие тоа во нешто поголемо што ќе носи пари. Така да ќе видиме, но секако е предизвик со многу непознати и со ризични моменти. Повелете, добар ден. Да, поздрав, повелете. Види. Да. Нешто на нека друга телевизија има тема околу тие 70% на маржа зимале. Аха, тоа е сега актуелно, значи. Добро, да. Не зашто го спомнам ова. Да. Кај нас се погрешно се прави. Види се, казните
се наплаќаат подеднакво за сите. Ти зимаш, да речеме, 300 евра плата, јас зимам 10.000 евра плата. За преголема брзина, ја ќе платам 40 евра и ти ќе платиш 40 евра. Така? Да, добро. Јас знам тоа казна ради тоа што ме фатиле за преголема брзина, за тоа. И Ба како тргнала работите, тешко дека некои нема да фатат. Гледате дека постојано да. Не, сакав да кажам тоа, значи. Но и нека е добро кој И ти плаќаш со 300 евра и јас со 10.000 евра. Разбирам. Да, дека е несразмерно, непропорционално. Зборов ми е, 70% ставил маржа, 70% од месечниот промет. Да. Удри го по джеп. Ако ја имам промет од 1000 евра, на 1000 евра 70% 700 евра. Така. Ако имаш ти промет од 20.000 евра, 70% колку ќе му даде тамо? Јасно. Околу 16.000, 15.000 нека биде евра. Да го ожеже, да го заболе. Значи и казната за сообраќајна прекршок она. А не плаќаме казни исто, а кога доаѓа наградување на работникот или пензионерот, сега во инфлаторен бран, не ќе да даде линеарно пари, него процентуално ги дава. Зашто процентуално? Тој што ќе земе 100.000 денари, ќе земе на процентот многу повеќе пари, него тој... Да, разбирам, ете, добра правите споредба токму околу таа рамноправност. Ете во пресрет на утрешниот ден да бидат рамноправни жените и така натаму, но токму тоа и беше втората тема, каде е рамноправноста воопшто, рамноправноста на работниците помеѓу етничките заедници и така натаму. Воопшто, значи, помеѓу луѓето. А ова што го спомнавте, ете, токму дадовте и пример за ова со кредитите, 70% маржа. Тоа функционира одлично тука. И најнеповолен кредит да земете, немате, велите месечен промет 1000 евра, а ги немате 1000 евра. Земате кредит и воопшто не ве интересираат ни трошоци, ни камати, ни било што. 1000 евра со 70% маржа, 1700, како што кажавте, и 20% нека е каматата, 1200, и тоа на месечно ниво. Враќате 1200, 500 ви останува. И при тоа ништо не сте ниту произведувале, ниту правеле, само трговија. И тоа е како порачано. Кецна десетка, идеална прилика за кредити. Не ви треба ниту да правите, ниту да инвестирате ништо. Само земајте кредити, ниту пари ви требаат ваши. А само ќе тргате настрана. И сега тоа е со ова, значи, кредит од Унгарија. Дали ќе се развива вака, дали ќе се реализира вака, барем да ги покрие трошоците. А ако оди од типот на овие маржи што се спомнуваат, тогаш одлично. Ако се толку успешни тие кои ќе го добијат кредитот и со многу помала маржа да одат, да го вратат и кредитот и трошоците и уште да заработат, ќе почувствуваме веднаш како општество, ќе се релаксира економијата. Ќе имаме продуктивност поголема, токму тоа на што работодавачите инсистираат. Иако не го спомнуваат моментот кога се бара покачувањето на минималните плати од синдикалците, колку производот нив им е покачен како цена. Инсистираат на продуктивност, а зошто ја покачуваат цената? Споредено со претходниот период, на истиот производ. Не останала иста, зборуваме за краставиците, 120, 150, колку се? А продуктивност? Па да, продуктивноста е иста или е минимално покачена, но цената ја покачиле тие, тоа ни во джеп им оди, не го споделиле со работниците. Не им покачиле, а камо ли да споделат? Повелете, добар ден. Добар ден. Да, се слушаме, поздрав. Па пред некој ден постав една тема, ама не ја знам. Ајде, добро, проширете. Види сега, Исо, ова у Македонија треба алармантно да биде, не знам вие медиумите, зашто не го обработувате, зашто не го кажете. Ова го пишува у Фокус вчерашен. Добро. Најдно Фокус, значи вчерашен. Го пишува Валентина Вурмо. Многу отпад се увезува од балканските држави, а сега и од Европа. И од Државен завод за ревизија новинарката види какви податоци, фрапантни нашли.
Од Бугарија, од 2019 година до 2024 година сме увезле отпад 27.700 и нешто тони. Значи, Дрисла си горела, со години си горела. Прво место од Бугарија, најнепријателската држава од Бугарија отпад. А не пишува колку пари сме дали ни давале колку пари или ние сме плачале. Не пишува колку. Втора држава да се чудиш од отпад што сме увезувале. Овие се точни и со податоци можеш да ги прочиташ у Фокус. Втора држава што увезуваме отпад е Косово. 26.000. Трета држава е ИСО Србија 20.000. Четврта Албанија 15. Пета Италија 6.000. Па како ние граѓаниме збориме од возила, у Котлина, Скопје, еве од каде. И многу ја осудуваат државата. Например, Маја Морачани, Поповска, вика, надвор од думот е да увезуваме отпад. Надвор од думот. И те молам оваа тема да е нашле. Да, благодарам. Темата беше, ако не се лажам, оваа недела, може би во изминатата недела, повод беше токму подготвеноста на Македонија, официјално, нели, да увезува отпад од ЕУ. Па сега заедно Србија, БиХ се пријавиле на тој конкурс, а при тоа ЕУ треба да процени дали ги исполнуваме условите за преработка на отпад. Како тоа ќе се развива, секако ќе следиме темата но подсетувам дека не било запоставено. Ова што го спомнавте вие секако стои и било дискутирано и може и сега го дискутираме во таа насока. И јас гласно размислувам клучниот момент ова што вие пренесувате и за господја Морачанин и така натаму. Прашањето е колку сме како држава опремени и способни за управување со отпад. Односно рециклирање или неутрализирање барем, без штетни последици. Ако веќе не можеме да, или не сме на тој степен да можеме да го употребуваме, да го користиме, не знам, компостот, органскиот отпад, па за тие гасни централи и така натаму. Тоа не е никаква, велам, тајна дека увезуваме, но како управуваме со отпад? И во таа смисла тоа е релацијата, зато ние се пријавуваме на конкурсот да увезуваме отпад од ЕУ, а ЕУ е таа која ќе не проценува дали имаме капацитети или не. А со самото тоа што се пријавуваме, ние, значи, потврдуваме дека сме способни. Затоа топката е на наш терен. По многу прашања, по прашања и на ЕУ и така натаму, не дека нема и кај нив прашања, но не дека нема, велам, и кај нив многу работи кои треба да им се постават нив и одговорност, впрочем, за одредени состојби. Но многу работи зависат и од нас. Така да, токму тоа, кога станува збор за отпадот, е клучно да се види колку ние ги имаме тие капацитети. Ако имаме и повеќе, тогаш да, ајде да увезуваме. Велам, ако тој се неутрализира, безопасно станува, како, не знам, плин со горува, овој газ, пропан, бутан и има CO2 и вода на што се распаѓа. Нема штетни елементи. Ако можеме така да го неутрализираме, инаку не е неутрализира, уште повеќе да искористиме нешто позитивно и да заработиме, добра сделка. Но ако, велам, не е неутрализирање, вие да го закопате под земја, или радиоактивен, или како ви да е, се едно. Тој е темпирана бомба. Имаме и отрови, линдан и слично охис, па не можеме сами да излеземе накрај со него. Дури и ЕУ земјите, гледате, па имаат проблем. Така да, тоа се тие моменти, колку сме ние кадарни, колку сме ние способни, и ако не сме, како правиме нешто за што не бива. А особено ако е штетно. А дополнително да се пријавуваме. Значи го дискутираме тој, ќе го поставиме, ќе го развиеме, особено ова со ЕУ, во зависност од тоа како ќе се развива темата, затоа што без оглед на тоа што добри во произведување на отпад се, мислам, не се занемарливи. Косово, Бугарија и така натаму, Албанија ќе ни бидат играчка ако поминеме на ова со ЕУ, ако не прифатат.
дури тогаш ќе доаѓаат огромни количества, а и особено ако не исполниме тоа за што ќе се обрземе, оттаму ќе има притисок, како со францускиот предлог. Вие се обрзавте, очекуваме од вас да го исполните тоа. Еве ви отпад уште. И ќе трупаат. А ние ако не знаеме што со него, ќе ни стои така. Мислам, ќе ни стои на површина и само повеќе ќе не затрупуваат во ѓубре. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добро ден, како се виш? Добро, повелете, да, ве слушам. Вала коментираш, тачно. Само кој разбира нешто да каже, кој има кратко памтење и длго памтење. Краткото памтење одезаш кој што пушташ на правија и очекуваат нешто. Што очекуваат од нив? Што очекуваат грија инвестиции? Индустријските зони ги направи ВМРО за слободно да доаѓаат инвестиции. Колку од нив на време дојде инвестиции за вработување? Оше не ги гајде. Интересира само задолжување и поземување и лично обогатење. Тоа е разликата. Значи, не ги интересира за народот. Сега колку има грижа? Има грижа. ВМРО таа е партија сериозна, проверена и се гледа дека се грижи за граѓаните, со инвестиции. Интересира се за заведение, интересира се за се, за образование, за здравство, за се што беше. Се функционираше. Али сега некој поручко да дојде, преко лепи погаше како што дојдеа, да дуе од Швајцарија тука, првотрије и сега државата е сака. Затоа што се откажуват. Со работници со Сојуза заедно ја уништуваат државата, заедно се збогатија и сега и дојде до пазарување до уставните измени. Кој позакува уставни измени се мене која држава? Таа е, значи, не Македонец. Прво нека си седи. Таа е душма на Македонија. И од слушатели гледаме, и од тие новинари некои гледаме, ги слушаме и од телевизијата. Тоа не сме да се случи. Значи, Христе Мицковски се грижи за држава, да даде пространство, да донесе. Благодарам, поздрав, до слушање. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, повелете, ако се слушаме. Се слушаме? Да, повелете, во програма сте. Вака, господин Со, во Кичево има болница изградена ше за време на СФР само допринос. Таа болница одавна изградена е и само се менуваат те локалните власти, те се менуваат. Да, слушам. Те се менуваат во парламентот, се менуваат владата, министри на друга таа болница беше одавна неколку пати се реновират, неколку пати се фасадират. И тоа, место да се отвори, да се направи државна болница, тоа што од самодопринос не се градили граѓаните што за време на СФР. Меѓутоа сега гледам некои слушаме се вртат од Косово, некои од Бен сака да ја приватизираат, да се обезвредни и да ја се приватизираат. Што се односи за овој, го поздравам од Квадарси, за потекло нимото да потекни тоа влада. Па самата по себе не се потекне потекло нимото, не ќе покрене, ќе донесе закон. Примечет мора Мицковски да донесе закон за него и да прикаже од 10 цари од кај ги нашло парите. Па за Мијалко, па за Љупшо како отишло во Богатен зборуваме, па за градоначалниците од Кичо како истекнале огромните скапосени вили со базени на електричкото место во Кнежино. Па за кредитите да кажам јас, дека многу викат за време на Југославија, значи кога се распадна Југославија станале кредити, меѓутоа свие се кредити рачистени. Кога се распоредуваше богатството станато за време на Југославија, златото во меѓународните банки, имотот од конзулите, сите тоа меѓународната банка си имала што би си запрела што си имала до Југославија, значи не ни остал до Тито. Ние задолжуваме, овој кредит се земат од Маđарска. Тие се парите што кажуваше Игнат Пенчевски адвокатот дека 5 милиарди евра се пренесени во Будимпешта. И тогаш премиерот замина, тие се и македонски пари од граѓаните сега ни даваат камати да си ги умножат парите. Зошто Мицковски не го поведе министерот за правосудство?
Благодарам ве, поздравувам и вас. Добар ден, повелете за следниот гледач. Добар ден, почитувани сум. Почит до вас, добар ден, повелете. повелете. Телевизија 24. Благодарам, повелете. Ете, како што гледате, повторувањето е мајка на знаењето. Значи, ако 100 пати кажеш иста лага, може би еден ден ќе стане и вистина. Има, еве, со господинот Апасиев Левица шанса во СЈО да си докажат за 5 милиарди низ законита правна постапка, дали се украдени, дали се изнесени, меѓутоа не докажа. Меѓутоа, ете, денеска може би повторно по 1284 пати, може би ќе успеат да го изложат народот. Ајде. Сега вака за кредитот унгарскиот, односно јас би го потврдил тоа кинескиот. Значи 500 милиони евра одат за исплата на стар долг земен 2018 година. Не знам дали забележавте никој од оние што го критикува унгарскиот, односно кинескиот кредит, никој не го критикуваше земањето на 500 милиони евра во 2018 година. И никој не праша што е направено. Затоа што невидени работи се направија со тој кредит од 2018 година. Ништо не можете да видите што е направено. Ете, и нормално 250 одат за општините и 250 за бизнисот. И тоа ќе оди нормално низ комерцијални банки, тие си го преземаат и ризикот и провизиите. Сега, ова исклучителна недела беше што имаше многу нервоза на северната трибина и се прашував зошто, па и на крајот ми текна зошто, затоа што Мицковски го прави она што тие го прават. Како тие што лажат и Мицковски ги лаже. Нели тие како не лажат, додека дишам ќе влеземе во Европа и Мицковски нив ги лаже. Аха, јас сум за Европа, како не? Аха, ќе влезат бугарите во устав, како не? Кога ќе влезат бугарите? Кога ќе влеземе во Европска унија? И гледате и Европска унија не лажи и Мицковски ги лажи, затоа што знае дека се излашани. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, повелете. Ало? Да, повелете, да, вие сте. Сосема случајно. Одлично, добро, случајностите се добри вака понекогаш. Слушате да ви кажам, какви радости слушам во ваша емисија. Па слушајте, дури се заоѓа во задоволството, во полнење душа на празно. Тоа е трагедија за карактерот. Не разбирате? Да величаш некој што не заслужува да го спомнеш. Тоа е трагедија по карактерот. Не го видите сега најсериозно. Јас сум како Диме многу загрижен. Ова што го слушам за Република Српска, за Додик. Ако се сеќавате во една прилика во ваша емисија кажав, многу одамно, пред 2 месеца. Значи, домино системот ќе проработи. Ќе оди Додик, кој што не го признаа Дејтонскиот договор и сето оно што се случи во Сребреница, па најнајд ќе биде Вучич и на крај овој нашиот овдека. И некој, тоа јас од кога го кажа дека било хумор. Не разбирате? Да. Па истиот тој кој последен се смее. Почитувам водителу, смејуриите, трагедиите почнаа. И што е најбитно, денеска веќе слушам реакции од одредени овие земји од Европа и велат вака. Орбан и Унгарија да ги тргнат рацете од Република Српска, поточно од подршката што ја дават на Додик. Затоа што ова доведува до граѓанска војна и ме боли душа што Босна и Херцеговина ќе биде внесена во ова една наша братска поранешна република. Ете, во тоа ќе биде трагедијата. Ви благодарам, ве поздравувам. Ете, стигнавме до крајот и на оваа емисија. Токму по повод или во пресвет на утрешниот ден, 8 март, еве и во моје и во име на Телевизија 24, им го честитаме празникот на сите припаднички на, не знам дали е поисправно понежниот или поубавиот, секој има своја убавина, но како и да е на оние без кои не можеме да бидеме, ниту светот не може да функционира. Иако
Јас би рекол дека не мора или не треба да има повод или причина, како што еве 8 март, би требале без повод или без причина да им подариме на жените, на дамите цвет или воопшто на сите насмевка, внимание, разбирање. Така би им било подобро, не само на дамите, би ни било подобро на сите, кога би си подарувале внимание и љубезност и разбирање. Ви посакуваме таков да ви биде викендот и се почесто да имаме сите размена на убави, позитивни чувства и енергија. Ви благодарам за вниманието, за учеството. Останете со Централниот дневник во 17 часот. Довидување.